Добре дојдовте во оваа кратка видео презентација, која ви покажува како да ги поврзете уредите и да ги активирате услугите на Trimaks, кои што вклучуваат телефонија, интернет и дигитална телевизија преку бакарен медиум. Ова се комплетите на уреди, кои што ги подигате од продажен салон на Македонски Телеком при склучување на договор за Trimaks пакет. Има два типа на уреди, односно ZTE ZXV10 H201L рутер и Cisco ISB6030 ресивер. Во пакетот со ZTE ZXV10 H201L рутерот добивате мрежен жолт кабел со големи конектори, два телефонски кабли со мали конектори, адаптер за напојување, додека пак пакетот со Cisco ISB6030 ресиверот вклучува SCART кабел, мрежен кабел со големи конектори за поврзување на ресиверот со рутерот, далечински управувач, две батерии ААА, напонски кабел, HDMI кабел. Пред да започнете со поврзувањето, важно е да се прочитаат сите важни предупредувања, совети и препораки. Откако внимателно ќе ги прочитате сите информации за рутерот, потребно е да го поставите на место кое што не е изложено на директна сончева светлина и врз него да не се поставуваат други предмети или уреди, за да се обезбеди природната циркулација на воздухот и ладење на уредот. Внимавајте, уредот да не го поставувате во близина на извори на јако електромагнетно поле, како на пример микробранова печка, бидејќи така се деградира квалитетот на бежичната мрежа која тој ја зрачи. За време на приклучувањето или исклучувањето на приклучните кабли, препорачливо е рутерот да биде исклучен од напојувањето. Исто така, важна напомена е рутерот да се исклучи од напојувањето за време на атмосферски празнини, како и во случај тој да не се користи подолг временски период. Доколку во вашиот дом има мали деца, ве молиме внимавајте рутерот да не биде лесно достапен за нив. За да се овозможат услугите, потребно е да започнете со поврзување на ZTE ZXV10 H201L рутерот со DSL телефонската линија. Првин ќе добиете известување од нашиот контакт центар преку телефонски повик или SMS порака на вашиот мобилен телефон дека вашата DSL линија е активна. Потоа следи поврзување на рутерот со телефонската линија. Најчесто тоа е приклучокот на дозната за телефонот. Од дозната потребно е да направите поврзување преку DSL сивиот кабел со RJ11 мал конектор со соодветната сива DSL порта на рутерот. Потоа следува приклучување на рутерот во струја преку напонскиот приклучок со адаптерот за напојување. Важна напомена е, по вклучување на рутерот во струја, тој да не се исклучува од напојувањето или да не се прекинува DSL линијата во следните 10 минути. Доколку се случи ваков несакан прекин, може да дојде до блокирање на рутерот и да биде потребна понатамошна интервенција од Македонски Телеком за деблокирање или замена на рутерот. На ZTE ZXV10 H201L рутерот има LED сијалички, вкупно 11 на број, кои што даваат сигнализација дали е се во ред со линијата и услугите. Првата LED сијаличка, која што ќе светне со вклучување на рутерот во струја и поврзување на телефонската линија, е сијаличката означена со Power. По неа е W1 сијаличката. По 10 на секунди почнува да трепка зелено светло на сијаличката DSL и започнува процес на синхронизација. Конечно, постојано за да засвети зеленото светло откако синхронизацијата е завршена. Во тој момент, рутерот испраќа информација до Македонски Телеком дека е поврзан и дека почнува да презема софтвер, пошто истиот ќе стане функционален и подготвен за употреба. Откако ќе светнат сијаличките, означени со Power, Интернет, DSL, Phone, WPS, W1, значи дека рутерот преземал софтвер. Доколку пак имате поврзано уреди на LAN портите, потребно е да светат и соодветните LAN сијалички. Доколку по поврзувањето на рутерот со телефонската линија не почне да трепка сијаличката DSL или пак не засвети постојано зелено светло, тоа значи дека имате некаков проблем со внатрешната инсталација во домот или пак со линијата од Македонски Телеком. Доколку имате проблем со интернет услугите, нема да свети сијаличката означена со интернет, а доколку пак има проблем со говорните услуги, нема да свети сијаличката означена со фоун.
Доколку ви се појави некој од посочените проблеми при поврзувањето, ве молиме да се обратите во нашиот контакт центар за пријава на пречки на телефонскиот број 122. Откако ќе ја поврзате линијата, следно е поврзувањето на рутерот со персонален компјутер. Доколку имате персонален компјутер, поврзувањето ќе го направиме со мрежен кабел со RJ45 конектор во LAN 1 или LAN 2 портите од рутерот со мрежната картичка на вашиот компјутер. Компјутерот, за да добие интернет услуга, нагодувањата на оперативниот систем Windows за IP адресата, потребно е да бидат поставени така што IP адресата се презема автоматски. Во случај да користите Wi-Fi бежично поврзување, потребно е да се поврзете на мрежата која што автоматски емитира ZTE рутерот. Името на бежичната мрежа и лозинката за најавување се напишани на белата етикета на задната страна на рутерот. За да го промените името на бежичната мрежа и за да ја заштитите со друга лозинка, потребно е со некој од интернет пребарувачите да се логирате на IP адресата 192.168.1.1 со корисничкото име и лозинката напишани на задната страна од уредот. Со одбирање на веб менито W1 SSID Settings може да се пристапи кон конфигурирање на името на вашата бежична мрежа. Во полето SSID Name се внесува името на новата бежична мрежа. Лозинката пак можете да ја промените во делот W1 Security. Понатаму, за активирање на IPTV услугата, потребно е поврзување на ZTE рутерот со Cisco ресиверот. Ресиверот се поврзува со рутерот со мрежен кабел со голем конектор RJ45 во LAN 3 или LAN 4 портите од ZTE рутерот. Откако ќе го поврзате ресиверот со рутерот преку мрежен кабел, потребно е да ги поврзате уредите со вашиот ТВ приемник преку HDMI кабел, кој овозможува најдобар квалитет на сликата. Доколку вашиот телевизор нема HDMI влез, поврзувањето можете да го направите со SCART кабел, кој што може да го добиете бесплатно во нашите продажни салони. Сега ресиверот се приклучува во струја со напонскиот кабел и започнува да презема софтвер од IPTV платформата. Статусот на преземањето можете да го следите на вашиот ТВ приемник. Први се појавува еден запчаник со празна линија на дното на екранот. По кратко време, линијата почнува да се полни. Откако ќе се наполни, се појавуваат два запчаника, повторно со празна линија на дното на екранот. Оваа линија се полни побрзо од првата. Кратко по полнењето на втората линија се појавуваат три точки и веднаш потоа на јавната страница на Max TV на екранот. По кратко време се појавуваат и програмите на телевизорот. Важно, додека трае постапката за најавување, ресиверот да не се исклучува од напојувањето. Доколку при поврзувањето дојде до каков било проблем, на екранот се појавува пораката грешка при активирање на клиент. При проблем на преземање, на екранот ќе се појави некој од следните пораки. Доколку се појави некој од посочените проблеми при поврзувањето, ве молиме да се јавите во нашиот контакт центар на телефонскиот број 122 за да пријавите пречка со ознаката која ја дава вашиот ресивер. Покрај основниот Cisco ISB6030 ресивер, можете да поврзете и дополнителен ресивер Cisco ISB 2001, чие поврзување е идентично со поврзувањето на основниот ресивер. Подетално, поврзувањето на дополнителниот ресивер можете да го погледнете на видеопрезентацијата Поврзување на дополнителен Cisco ISB 2001 ресивер на Бакарен Медиум. Ви благодариме што сте наш корисник.